Во овој блок од Отвореното студио 1, мој гостин ќе биде Мирослав Драганов. Познат и како добар правник, секако долгогодишен работник во областа на судството, директор и на Институтот за човекови права, меѓутоа овој пат е во својство на автор. Книга продолжи со насмевка, за која што малку подоцна ќе продискутираме, и секако сите тие видеозаписи кои што речи си една година може да се каже, ги објавуваш на YouTube. Најпрво, добар ден и добре дојде. Добар ден и вам и благодарност за поканата. Така, Мирослав, она што е многу забележливо кај тебе и како што кажав ќе биде главната наша тема е цел тој оптимизам што може да се забележи во твоите видеа. Споменав веќе околу 10 месеци има каде што одлучи тој видео подкаст кој токму го нарече продолжи со насмевка да го објавуваш, и името е символично, да, доста мотивационо. Најде на почетокот каде идејата започна за се ова? Па, идејата се разви етапно, би рекол, низ неколку животни случаи. Не беше баш така дека ете сега ќе почне од сега. Најпрво беше тоа негде крајот 2016 некаде година, кога првпат ми дојде идеја дека може би треба да напишам една повеќе автобиографска книга. Прво тоа ми беше за книга, да биде директно, меѓутоа со тек на време се случија некои настани и со Global Shapers иницијативата кај што сум вклучен, и приватно некои случаи, каде што од една страна почувствував дека на нашето општество, на нашиот народ му е потребно искрено отварање во одреден сегмент, за да си ги надмине и онака комплицираните животни проблеми што се јавуваат секојдневно. А од друга страна ми се појави и таа некако трка за пари, брзо живење, каде што некако се оди на тоа, ајде само да заработиме пари, а не е важно каква порака ќе пренесеме. Значи, по секоја цена да го направиме, да, сега е ова ин, ако е тоа ин, сега сите го прават и тогаш бројките се гледаат, меѓутоа не се гледа, а што им пренесуваме на следните генерации, што е тоа каде ги водиме. И затоа кога целото општество и целото обкружување и светот се справуваше со тоа дали им се откриваат приватни информации или не им се откриваат, јас тргнав со обратна психологија и реков, баш сега е време, кога се е црно и така изгледа, да се даде малку оптимизам, затоа што навистина животот е таков, не е само општеството, секогаш има осцилации горе-долу, меѓутоа ако позитивен пристап имате кон работите, кога тогаш се наоѓа решението. И затоа продолжи со насмевка. Насмевката е символична и тогаш кога првпат замислив за книга, ми беше идејата дека ќе го има во насловот насмевка зборот. Меѓутоа потоа кога се развиваше, нели, да биде модерно, иновативно, креативно, сакав да биде таква некоја комбинација, сепак мое лично својствено, и го направив во вид на видеа, на кратки видеа, на подкаст, и навистина добар фидбек од гледачите, и сакав да биде баш онака продолжи со насмевка, бидејќи секој од нас кога бил дете ја имал онаа безгрижна насмевка, онаа искрена насмевка, и никако попатно забораваме да се смееме. Да, тоа сакам да прашам. Заборавивме ли или воопшто да се смееме? Па подзаборавуваме. Често забораваме, можеби на моменти се сеќаваме. Јас не велам дека тоа да биде нели изнудено, лажно, него секогаш велам некогаш во животот е тешко, треба да се исплачеме за да продолжиме со насмевка. Апропо во овој контекст, спомена и ти фактот дека секојдневните обврски живееме во модерно време, со, може да се каже, брзо темпо, брз начин на живот. Веруваш ли дека ќе продискутираме малку и околу фидбекот што го спомена, односно и таа гледаноста од сам старт на овие видеа? Веруваш ли дека можеби со ова што го правиш допираш негде длабоко, барем на момент луѓето да се сепнат и во глава да си ја повторат таа твоја реченица продолжи со насмевка? Искрено верувам и со секој ново видео и со секој нов ден се повеќе верував, бидејќи мене позитивно ме изненади добриот фидбек, добриот позитивен коментар. Навистина добра гледаност. Јас направив некој просек
на видеото до некое 20-то видео кога беше, околу 5000 гледаност е просек на видеото. Тоа сосема малку нешто на спонзор, нели, на Facebook, меѓутоа исподелување. И мене ми е помило кога луѓе ми пишуваат директно. Буквално, знаете како, пак тука ќе го речам бројките, некогаш се релевантни, ама некогаш и не се толку релевантни, бидејќи за мене може би побитно нека си 2-3 животи, така, ако се во кризна ситуација се наоѓаат или во некоја ситуација која што мислат дека нема излез, со некој видео јас да им помогнам да го најдат излезот побрзо, за мене е тоа поголем успех отколку не знам 2000 или 3000 или 10.000 да кликнале така, само follow, меѓутоа никогаш само да следат, меѓутоа никогаш да не ги отвориле да ги погледнале видеата. Да, согласно она што успеавме да најдеме 24 отприлика македонски видеа, Да. 9 балкански. И тука има символика. Едно видео на англиски јазик кое што е споделено во 27 држави во светот. Да, тоа беше дел од наградата Social Impact Award. Специјално го направив тоа видео, беше на брзина, кога сите беа на одмор и летово во август. Навистина со помош и на моите драги пријатели, Емине Халел глумицата и Горјан Аревски, режисер и глумец. Тие беа дел од екипата и мои пријатели, навистина ми помогна и направивме едно така интересно, динамично видео кое што беше преведено на вкупно 9 јазика, сосем македонски заедно, нели со сабтајтл долу, со превод. На англиски е изворно и навистина беше споделувано на секаде, бидејќи некако колку што имам од дома, од тука поттик да продолжам да го правам ова, толку имам и од странство. И луѓето едва и чекаат и така ме потикнуваат и ме мотивираат да има некоја поширока верзија Да, на може ли сето да ова. се каже дека и те создаде некаква публика и во странските земји? Значи заклучно Има некоја публика која што сепак некогаш дошла, пред се е таа публика која што дошла во контакт со мене некогаш во живо. Зборувам за поширока светот, еве да речеме, меѓутоа, на пример на Балканот има исто, бидејќи објавив 9 видеа, тие се некој српски измеѓу јазик, можеби екс останат југословенски од порано, меѓутоа има доста гледаност, особено во Босна и во Србија исто така, мал дел за довршам книгата и нели сето она што следи тука, па потоа да продолжам таму. Така, ќе дојдем и до книгата, имам уште малку прашања во однос на видеата, па добро, еве, тие важат и всушност и за книгата. Оно што може да се забележи на твоите видеа, претпоставувам, ќе го има и во твојата автобиографија, никако твоето отсликување на таа емотивна состојба. Може ли да се каже цел овој проект продолжи со насмевка е всушност резултат на некои тешки ситуации, борбата не само со секој проблем, тргували со насмевка на некаков начин? Продолжи со насмевка, видеата ме отсликуваат 100% во однос на содржината. А ќе кажам дека содржински книгата, видеата во книгата се содржани па не повеќе од 10%. Значи тоа е минимално, иако еве на гледачите кои што ги гледале видеата, ако некои моменти им изгледа вчудоневидувачки во самите видеа, им беа изненадувачки, може би така има фрапант. Има, ако не успеваш, да ја пренесеш. Тоа го кажувам како еден вид на постар брат кој што поминал нешто, кој што би можел да посоветува некој други. Да, и прашањето ми беше како може да потвораат во себе, има помалку емоција. Па често пати сме се нашле во ситуација некој да ти ја раскаже и искрено да ти пристапи животната приказна, дури за жал сме дојдени до степен тоа да изненадувачки и малку со резерва се земаат сите тие пораки, таквиот пристап на луѓето. Па, за жал самото модерно време го наметна тоа. Еве, многумина од нас имаат Инстаграм. Сте виделе каче и да објават стори. Да. Не од живот, ја секој тоа што е објавено на Инстаграм може би е 2 минути и е 24 часа. Па макар и видеата не за џабе има 24 поглавја, секој фази книгата. Така што и во првата сезона се 24 видеа, има и друга символика сето тоа, ќе може да прочитаат
Доаѓаме до книгата, значи на 20 февруари да најавиме во 19 часот. Да, следниот четвртак. Во клубот Матица, така ја промовираш книгата. Да. Споменавме за видеата колку ќе ги содржи, но еве тебе и да им доловиме да ги заинтригираме малце гледачи. Сметаш дека ова главна за која што дискутира? Па така на своја кој да се истргне фраза што може на други јазик не може баш така. Волува. Не е само тоа, не е само мотив. Буквално начини, гледачите, може да раите и четири. Така кој што јас ми дати буквално еден од читателите што не ме познава. Јас заради ето зашто дали дава некои коментари, меѓутоа вели ниту може да става научен, ниту онака во исчекување за следната страница предизвикува, да, цело време. Друг еден колеж имаше една убава фраза, вели во однос на тоа споменавме тешки животни моменти, кога всушност беше пресвртниот момент да кажеш, бидејќи секој избор да ја нарече светла страна, избираме позитива или колку е лесно всушност да се предадеш на целата меланхолија, депресија и едноставно човек да се откаже во стилот мене не ми оди и само така да се препуштиме и ти имаш избрано борба, тоа го манифестираш, ќе продолжиш ли во оваа насока, може би еве книгата сама по себе, во иднина некако да се гледаш со продолженија во истиот стил? Па секако и буквално сето ова што го кажавте го има во мене, значи тој начин, тоа не е борба, тоа е начин на живот. Едноставно јас така го доживувам и тоа е што и да се случи секогаш продолжувам со насмевка. Има за некого може да изгледаат помалку тешки, некого повеќе тешки животни ситуации, за некого може да изгледаат преувеличени, како и да е. Секој различно, секоја планина со својата тежина, меѓутоа и една од скриените можеби или понатаму и отворени пораки е дека секој предизвик, секој проблем има решенија, само мртвиот човек нема да стане никоја жив. Значи за се друго постои решение. Сега наше е кога, како, каде да го пронајдеме и можеби и така се водев кога ја пишував книгата една на Вујко ми изрека, тој често велеше па и ден денеска вели, со нервози ниту еден проблем не се решил, може само да си создадеш дополнителни проблеми. Проблемите најчесто се решаваат со некоја акција. Никогаш не знаеме дали е таа акција вистинската, меѓутоа треба да пробаме, па таа акција ќе доведе до некоја следна, до некоја следна, до некоја следна и таа борба ќе продолжи, ако може да се нарече борба. Како што ви кажав, мене повеќе ми е начин на живот и јас така го доживувам и само ќе кажам да, имало нели моменти дали да се предаде човек или не, тоа многу во сликовите го опишувам во книгата, така што ќе оставам да го доживеат читателите на вистина, ама само ќе кажам дека некогаш кога ќе го допрете дното, после се друго е розово. Мирослав Драганов, навистина убави зборови за крај на разговоров и секако ти благодарам што твојата убава и позитивна енергија ни ја пренесе и нас тука во отвореното студио. Еден секако ти посакуваме успешна промоција и да, почитувани, не заборавајте следниот четврток 28 февруари ќе имате можност доколку сакате се разбира да присуствувате и на промоцијата на книгата на Мирослав Драганов. Продолжи со насмевка, неговите видеа се веќе достапни. Ти благодариме уште еднаш, а ние правиме кратка пауза. И потоа се враќаме назад разговор со колегата Дијана Андоновиќ и анализа на светските и регионалните случувања.